Република Македонија од државниот буџет ја исплати последната рата од обврзницата за старо девизно штедење во износ од 25,7 милиони евра. Како што истакна денеска вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, на овој начин е завршен еден историски процес во кој е исправена нанесената граѓанска неправда со заробени девизни заштеди. Со заокружување на овој процес, во целост се обештетени граѓаните и фирмите на еден транспарентен, ефикасен начин кој што ја докажа цврстата определба на државата на Република Македонија за навремено сервисирање на обврските и за исправање на историските неправди, односно решавање на уште еден крупен наследен проблем од поранешна Југославија. Рокот на отплата на обврзниците беше 10 години, а првата рата е исплатена на 1 април 2002 година. За 10 години од буџетот на Република Македонија исплатени се вкупно 576 милиони евра, од кои 512 милиони се главница и 64 милиони евра се камата. Годишно за двете рати се исплаќаа по 52 милиони евра. Ставрески посочи дека на овој начин на трајна основа е решен долгогодишниот проблем кој значајно ја подкопувал довербата на граѓаните во штедењето и банкарскиот систем во земјава, нагласувајќи дека граѓаните и фирмите кои имаат девизни штедни влогови целосно ги вратија назад, а пак оние кои се уште го немаат тоа направено и во иднина ќе може да ги повлечат своите средства.